Адриан, ти си од Виница и како дозна за Сава? Јас дознав преку блиски пријателки на мајка ми. Нивниот син беше запишен тука, Мартин Милевски, и го прашав, разговарав со него за школата и тој ми каже се најдобро за него. Ми кажа дека се оди на многу проекти преку Еразмус, дека се оди на двојнеделна пракса, што сега во недела ќе кренам да присуствувам и дека многу е практична работата и настава да е многу подобро од колку другите школи. Добро, дали тоа што го очекуваш и тоа што ја кажа се совпадна со тоа што го доби тука и што ги помина овие 4 години како матурант тука? Дали има некоја разлика или кои се твоите најголеми впечатоци? Моите најголеми впечатоци се практичната настава, што ја спомнав сега. Бидејќи без таа немаше толку многу ние ќе научевме, но не толку многу отколку порано, отколку без това, без практичната. И очекуванията ми се исполнети сите, дури и повеќе, не очекував дека толку многу ќе научам и немам лош збор за учењето. Добро. Сега си избран за двонеделна пракса. Како беше процедурата да бидеш избран за двонеделна пракса и каде ќе одиш, со кој и може нешто повеќе ми кажеш во врска со тоа? Процедурата беше лесна и интересно се правеше. Требаше да направиме самите CV на колку проекти сме оделе, ако имаме одено, да напишеме се за нас, кои курсови ги имаме изгледано, дали имаме сертификат од тие курсови, и на CV-то беше се поставено. Исто така требаше да направиме и есејот го напишавме, го пративме и ќе одам во Дрезден, кренувам на 19 април и таму сум до 1 мај и по смер информатика, најверојатно ќе ме стават дизајнер во фирма за дизајн и очекувам дека ќе научам уште повеќе. Добро. Што очекуваш што би порачал на учениците кои што сакаат да се запишуваат за средно? Што би порачал за училишто Сава, ти како матурант? Да не се размислуваат, веднаш да ги спремат сите документи и да се запишат, бидејќи Сава нуди многу добро искуство за учење, многу добар начин на учење и мислам дека кој ученик да се запишал, мислам дека нема лоши зборови за Сава. Да, дали сметаш дека тоа образование кој што го доби во Сава натаму ќе ти користи во иднина? Да. Може да повеќе нешто да кажеш? Мислам дека да, бидејќи предметите што ги учиме овде се многу поразлични од колку што се учат во другите школи. Ние имаме Photoshop и Illustrator, што многу школи го немат тоа, другите имат други предмети што не сме запознаени со них, ама Photoshop и Illustrator се едни од главните, што на мене така ми се свијаат и ме бутка да повеќе да учам, бидејќи сум заинтересиран повеќе во дизајн.